Празни тегли покажаа штипските пензионери, велејќи дека толку зимница можеле да направат со покачувањето на пензиите, кое го добија во септември. За нив велат оваа зима ќе останат празни тегли, ама во владиното бифе појадок, ручек и вечера се добива за 250 денари. Вистина е дека имаме најниски цени во Европа, посочуваат, ама само во македонската влада. Ова ли е едно општество за сите? Кога во раците држиме празни тегли, а зошто? Затоа што со покачувањето од 5,3% на пензиите не можевме да направиме зимница. Господјо Тренчевска, под допрен глас слушаме, ќе имаме зимска помош. Може би се однесува на некое новогодишно пакетче кое ќе содржи шал, ракавици и капичка. Ние сме јасни и децидни. Ви бараме линеарно од 5.000 денари и минимална плата од 18.000 денари. Пензионерите на денешниот протест, освен од министерката, побараат на оставка и од председателката на Сојузот на Сдруженијата на пензионери, бидејќи, како што велат, се вршел притисок врз здруженијата и како резултат на тоа имало ниска излезност на протестите на скопските пензионери. Господја Станка Трајкова, пензионерите бараат од вас итна оставка. Зошто? Правите обструкции во сите здруженија. Им праќате писма да не им се даде простор на иницијативните одбори да ги користат тие простории. Дали некаде видовте хаос, безредие во овие здруженија? Во скопските здруженија, за ваша информација, ги уценувале, а тоа е резултат на неизлезеноста на скопските пензионери. Ниско и дрско од ваша страна. Пензионерите велат дека до следното покачување пари нема да останат ниту за тегли, а не пак за зимница. На денешниот протест посочија дека собарањата нема да забрат, туку протестите ќе ги радикализираат со блокирање улици и патишта. Нема пари. Значи треба пари да имаме, да купиме и да правиме зимница. Пари нема. Парите само за комунали, за лекарства и толку. И да преживееме со леп и сол. Ништо од покачувањето. Шоусите име. Ништо. Сметки високи за струја, за вода и... Не ли беше тоа доволно покачување? Не. Само со празни тегли, со воздух, што викаме, народот наш ќе биде. Бидејќи оваа влада не размислува за овие луѓе кои ја граделе оваа Македонија, кои ги даде и своите животи и сега са сите на лекови, на различни начини гледат да преживеат. 400 евра, а за нас пензионерите нема. Се намалува на 5, па на 2, па и ќе почне, ако ние протестираме, може би и ќе немаме ич. Ќе нема ни тегли? Ќе нема ни празни тегли, а ќе нема ни тегли. Нема капачиња, не само тегли. Капачиња ќе нема, не само тегли. До толку? До толку. Како они што викат до 2030 година да се оде во Европа, со кој пензии ние да одеме во Европа? Да просеме под мостовите, како да биде тоа? Или до 2030 они ќе грабат од буџетот додека можат, а ние ќе се умираме што не може да си ги купиме лековите. До тај степен ние стасаме. Јадеме лепчи по една коцка сирење, да има за внуците да дадеме по 2 коцкички сирење и марганиче да ги намачкаме. Како не им е жал, како не им е срам за овај народ, што вредно работил 40-44 години. Пензионерите од цела држава на 7 ноември ќе одржат генерален протест во Скопје на 5 места пред странските амбасади. На следниот состанок на иницијативните одбори ќе се одлучува по градови кои пензионери каде ќе протестираат.